Добро вечер. Веста на денот очекувана од двете страни, и од апликантите, и од државата, денеска донесе епилог во кој според едни никој не е победник, никој не е поразен, во одлука во која судот во Страсбург ги оцени како преуранети жалбите на апликантите, но во истовреме не се задржа на ниеден начин околу суштината на апликацијата, а тоа е даденото помилување од претседателот Иванов. Одговорите од македонската страна се случија во мандатот кога министер за правда беше Бојан Маричич. Тој е мој вечерашен гостин на интервју во кое денешната одлука на судот во Страсбург само ќе биде еден дел од повеќе теми кои што во новиот ресор на министерот и вице-премиер за европски прашања Бојан Маричич има и други аспекти доволно интересни околу тоа како ќе ја завршиме оваа година и како ќе успеат да стигнат до некакви одлуки за кои сметаат дека се уште има надеж да бидат завршени. Добро вечер. Добро вечер. Денеска им честитавте првенствено на тимот кој што ја заврши работата околу одговорот на македонската страна на барање кое стигна, мислам, 2020 година, а македонската страна ја заврши својата обврска кон средината на 2021 година. Првите коментари што успеваме да ги исчитаме меѓу другото и од целата хронологија, од тоа што вие сте го напишале, од тоа што апликантите го навеле во жалбата, еден детал еве сега попладнево почнува да се коментира дека упатената јавност дознава дека всушност срцето на целата приказна на одбраната веројатно го работел адвокатски тим од надвор, Бриджстоун, веројатно адвокатска канцеларија. И првите прашања се во каква постапка, како сте им го довериле тоа, дали тоа на некој начин не е потценувачки однос кон домашната адвокатска фела или универзитетски професори кои можеле да помогнат на доволно квалитетен начин да биде успешна одбраната. Добро, прво мислам дека треба да сме задоволни и како правдолюбиви граѓани, но и како влада за тоа што судот ги уважи аргументите на владата и тоа што во примарниот дел на нашата аргументација околу недопуштеноста на овие апликации ги прифати аргументите и ги прогласи апликациите за недопуштени. Пресудата исто така интересна. Не е пресуда. Решението исто така интересно и од аспект на тоа дека го коментира контекстот во кој што е донесена аболицијата, го цитира и Прибе, ако се чита детално, тие ќе имаат време сите стручњаци да ги читаат формулациите детално, го црта контекстот во кој што е донесена аболицијата, што нам ни беше многу важно при изнесувањето на одбраната на државата во Страсбург. Од друга страна ги коментира и сите нелогичности во правниот систем. Судот не ги црта, ги наведува вашите цртежи. Точно така. Значи сакам да кажам. Ама тоа е битна разлика. Драго ни е што судот ги прифати аргументите на одбраната на Република Северна Македонија и можам само да честитам на тимот кој што секако беше предводен од владиниот агент Даница Џонова, тим во Министерството за правда и секако домашни и странски експерти кои што си ја завршија врвни експерти во областа, кои што не едноставно дојдовме до нив и не едноставно ги најдовме, кои што помогнаа да денеска имаме оваа пресуда. Вие одлучивте да ги ангажирате? Одлука за ангажирање на вакви тимови секогаш носи владата, нормално на предлог на надлежниот министер. Има едно во денешните поздрави на одлуката од Страсбург, формулација на владата во која вели ги прифати аргументите на одбраната во целост, вклучително и оние кои се однесуваат на помилувањето. Сега тоа е ризичната додавка, во таа смисла судот не се изјасни. Судот, како што кажав, ние изнесовме аргументи и во однос на основаноста и во однос на дозволеноста, допуштеноста. Можеме ли сега, ова се првичните анализи, прво кој исчитал, не исчитал, ако видиме аргументацијата на страната на одбраната, вие всушност можем да заклучам дека се подготвувате меѓу другото и за можност за мериторно одлучување. Ние како одбрана секогаш сме постапувале на тој начин, зборам како одбрана на владата и на државата. Секогаш биле коментирани и
техничките делови, да речам процедуралните делови, како што е допуштеноста, но секако и мериторната. Значи комплетно била покриена одбраната во сите своји аспекти. Мислам дека клучната битка која што денес е добиена е дека случаите од поранешното СЕ, односно случаите кои во Европската комисија и нивните извештаи се спомнуваат, остануваат валидни и продолжуваат да бидат предмет на судовите и обвинителствата во државава. Тоа беше наша примарна и клучна битка во борба за владење на правото и правна држава. По објавувањето на пресудата, денеска ќе прочитаме многу коментари и од адвокати, од заинтересирана јавност. Дали е можно до тој степен, кога би сакале за било што да ангажирате адвокат да ве застапува во апликација пред Страсбург? Првото прашање е дали сте го поминале националниот правен систем во хиерархија и дали сте ги искористиле сите правни лекови. Ако се погледнат и споредат жалбата на апликантите пред судот во Страсбург, нема скоро веројатно ништо од описот дали е поминат овој пат. И сега слободна сум да заклучам дека всушност од тоа што го пишува одбраната, судот по прв пат се соочува со елементарност, која веројатно се предпоставува дека без да ги искористите националните правни лекови, не одите на Страсбург. Тоа кога се случува средината на 21 и единствениот за судот елемент кој што всушност го нуди одбраната, дека не се искористени во рана фаза се предметите, некои се уште на првично судење, некои се веќе на апелација, но во секој случај сите се далеку од можноста да го искористат ворениот правен лек на Врховниот суд. Следствено на тоа, според одбраната, се недопустиви. 22, бидејќи предметот паѓа во советот во кој што е судијат Илиевски, тој се иззема, на негово место адхок судија внесува друг во 22 март 22. Во таа смисла, можеби британскиот судија. Во таа смисла, можеби ако го мериме времето, одлуката на судот и не во неразумен рок, за како што вела денеска правниците, па добро, можно ли е од вакви процедурални причини да задржите апликација цели 5,5 години и да ризикувате да ги доведете во проблем, да ги загубат сега роковите во домашното законодавство, во потрага по можност повторно да аплицираат во Страсбург. Видете, правниот аспект ќе го коментираме, потоа и политичкиот. Од правен аспект, судот веднаш процени дека ова комплексен случај, дека аболициите на Иванов од 2016 имаат повеќе слојни значења и дека навистина е еден комплициран случај за кој што треба повеќе време. Ние кога ја пишувавме одбраната, побаравме дополнителен рок од 3 месеци, за да може, мислам дека првичниот рок беше некаде во март 21, побаравме до јуни и ни беше дозволено. Бидејќи навистина има многу случаи, има многу политички околности и институционални околности и во собранието и во Уставниот суд кои што го прават законот за помилување контроверзен. И затоа мислам дека се уважи тоа дека треба повеќе време за правните аспекти да се разгледаат и затоа ние ги изнесовме сите, да речам, оние процедурални аспекти, дека има уште многу што нашите судови и нашите институции да кажат пред да се обратат апликантите во судот во Страсбург. Политичката димензија на ова, мислам, за жал, секако, апликантите имаат во секој момент право да се обратат. И треба. Тој суд постои за да се обраќаат луѓето што мислат дека некое право им е повредено. Меѓутоа, имам впечаток дека од првиот ден, од кога беа поднесени апликациите и од кога ние, како држава, добивме информации, јас тогаш бев во Министерството за правда, и од моментот кога добивме известување дека овие апликации се поднесени, од истиот момент почна една кампања во јавноста дека веќе е завршена работа и дека судот во Страсбург ја валидирал аболицијата на Иванов. По моје видување имам впечаток дека 2020 година кога го добивате барањето да одговорите како втора страна, овдека медиумите известуваат дека всушност Страсбург ве известува за скоро веќе донесена одлука. И не повикува да направиме спогодба. Тоа беше првото известување, се сеќавам многу добро бидејќи навистина предизвика голема бура. Мојот впечаток е дека тоа беше една стратешка определба на адвокатскиот тим, предпоставувам, или на генерално на
на тие што сака да создаат таква слика, дека ова завршена работа како порака кон судовите и обвинителствата. И затоа мислам дека голем дел од случаите и споро се движеа низ судовите, чекајки ја оваа одлука од Страсбург, дека таа одлука ќе разреши нешто без разлика дали во корист на државата или во корист на апликантите и дека ќе заврши работата на нашите судови. Оваа одлука денес ја враќа топката во нашите институции, кај нашите судови и практично упатува дека прво ние треба нашите судови, нашите институции да се изјаснат за сите овие аспекти пред да оди на мериторно одлучување во Страсбург. Адвокатот Илиевски, кој што всушност ги застапува во Страсбург, го видов денеска во една изјава кој што вели дека се надева дека судот ќе ја земе во предвид, судовите ќе ја земат во предвид ова одлука на судот во Страсбург. За мене сега повторно е збрката. Ниту еден суд по собствено наоѓање тоа нема да го прави, доколку апликантите или, како се вели, овие кои што треба да се жалат, не го направат тоа во постапка пред судовите, вклучително и пред Врховниот суд. Ако треба да влеземе веќе во таква расправа, има случај во кој што одбраната на обвинетите го истакнува, ја истакнува во првостепениот аболицијата. суд. Не, да. И има случаи во кои што и првостепениот кривичен суд и апелација И ја отфрлила. ги ја отфрла аболицијата како невалидна. Значи имаме веќе два случаи во кои што се изјаснува судот по тоа прашање. Мислам дека целта и на судот во Страсбург е да ги упати на правна дискусија и правно расчистување на важноста на аболицијата во нашиот суд, во нашите судови, за потоа да ја разгледува. Впрочем, имаме и Врховен суд и Уставен суд кои што можат да се изјаснат за тоа. Но статусот на оваа апликација не е апликација која чека сега во фиоката во Страсбург, па вие сега само поминете го патот, па ние потоа ќе одлучуваме. При одлуката да го поминат патот, тоа ќе бидат жалби на секој од нив во зависност од статусот на нивните предмети, кој во која фаза и што можат да искористат од правните лекови, дали во второстепената постапка или во постапките пред Врховниот суд. Само кратко, кога допираме оваа тема, неретко и невладините организации кои следат судска пракса, кои одат на судење, има долг период за белешки во однос на третманот на судовите на обврската за имплементација на Конвенцијата за човекови права во нашиот систем на судење. Ете, тоа не е само проблем кај нас. Затоа постојат оние механизми на Комитетот на министри, затоа постојат и нашиот домашен механизам на она координативно тело што го предводи министерот за правда. Јас сум во минатото свикувал такви тела со цел да ги разгледуваат пресудите и тоа е важно тело затоа што ја разврзува многу институционални јазли кои што инаку тешко се разврзуваат само по читање на судовите. Факт е дека нашите судови се уште не се навикнати да ги читаат и да ги применуваат конвенциите кои што Северна Македонија ги прифатила и кои што може директно да ги применува каква што е Европската конвенција за човекови права. Мислам дека она што е исто така важен елемент што судот го зема во предвид во решението, да не заборавиме дека во овој случај се вмешаат дел од невладините организации на страна на државата. Хелсиншкиот комитет беше меѓу нив, укажувајќи на судот дека овие случаи се произлезени од еден случај на масовно кршење на човековите права преку прислушкувањето во откриено во 2015 година. Така што многу е комплексен случајот и затоа и внимателни беа и нашите судови, но затоа беше внимателен судот во Страсбург. Не можеме да избегнеме од одговорноста сами да ги решиме нашите проблеми и тоа е по мене главната порака во оваа пресуда и редно е да се разврзат институционално сите случаи на висока корупција и од минатото и од денешницата за јавноста да стекне доверба во правосудниот систем. Мислам дека ова е шанса, ова решение на судот во Страсбург е шанса и за нашите судови да се ја подигнат довербата кај граѓаните и секако ја враќа надежта кај голем дел на граѓаните дека сепак има шанси за правда. Овде правиме пауза за реклами. Да, се враќаме насад. Господине Маричич, четврти ден
собранието расправа за реконструкцијата на владата, колку што успеав да проверам, еве толку е интересна дебатата. Се уште се на разрешувањето на министер за здравство Беким Сали, допрва ќе треба да расправаат за тој од информатичко општество, па потоа да расправаат за секој поединечно од новите министри. Не знам колку дена тоа воопшто може да трае поради чудно разбирање на роковите. Да речеме, сме сведоци дека поради 2 оставки на министер или на заменик министер пропадна дури и еврообврзницата. Некој би рекол дека толку талент имате да ги синхронизирате политиките и обврските, можете да се доведете во ситуација на една целосна завршена операција да морате на крајот, како се вели, да ја поништувате или повлекувате, со импликации дека следното појавување на тој пазар може да чини и повеќе од каматата која што изборивте овој пат за ова позајмица. Прво мислам дека ќе се регулира добро тоа со еврообврзницата. Точно е дека ни треба малку повеќе време, но проблемот е кај нас друг. Мислам дека опозицијата и со ова што го прави сега во собранието, на некој начин секоја прилика да го испразни собранието од содржина и од суштина не ја пропушта. И пратеничките прашања и овие бескрајни дискусии кои што немаат никаква поента и се повторуваат. Јас присуствував првите 2 дена на дебатата, на целата дебата од почеток до крај, буквално истиот говор цело време, едноставно само да се купи време да се, да речам, наведе власта на непријатност, нервоза, да се влијае евентуално на некој пратеник плюс, што не верувам дека може да се случи, бидејќи во секоја демократија, и па и кај нас во минатото, кога владата или односно власта демонстрирала мнозинство по некое прашање, а ние уште првиот ден со гласањето за дневниот ред демонстриравме мнозинство, нема поента да се дискутира бескрајно сите 40 пратеници на ВМРО ДПМН да се пријават за еден министер. Тоа никогаш не било, нели? Ке се пријават една група за еден, друга за друг. Колку ова ми звучи од наративите на ВМРО. Демонстриравме уште на гласањето на дневниот ред дека имаме мнозинство и што сега тие нас не замарат. Јасно дека тие ќе искористат шансата, меѓу другото, убивајќи ја и оваа дебата за реконструкцијата, да го направат тоа. Инаку во бројката не сте така добри на гласањето. Од 64, 2 се на левица поради нивен интерес на утврдување на дневниот ред поради други точки, значи 62 потенцијално тие што го составуваат. Тоа е веројатно доволно мамка да пробаат да го држат ова доволно долго и на тој пат можеби да добијат и некој уште што ќе се предомисли. Видете, секако дека е легитимно, меѓутоа прашање е денес, после 2,5 годишна блокада, 3 годишна блокада на собранието, дали на вистина целосна блокада по сите прашања на собранието е легитимна политичка стратегија? Дали тоа не ги одвраќа граѓаните да активно учествуваат во политичкиот живот утре во гласањето за идни парламентарци? И дали едноставно ја убива желбата на граѓаните да следат кога знаат дека 40 дискусии ќе кажат исто по едно прашање. Секако, ние сме покажале на дело дека бескрајно сме трпеливи, еве и денес премиерот ќе остане и по 19 часот, додека има потреба. Оваа логика е како некаков педагошки совет од министер во влада, дека може оваа работа да заврши на штета на ВМРО. ВМРО не крие воопшто дека ќе направи се, да го направи потполно мртов вашиот мандат, да ве руинира, да ве деконструира во целиот овој период, независно што е на дневен ред, ќе се расправа за исти теми, куќи, корупција, канабис и се останато. Што ми е изненадување? Што е намерата за ова мнозинство? Зошто тргнавте од лабави 64, кои можеби може да бидат подобра гаранција за давање рака или градење компромис во осигурување или бетонирање на некаква позиција, и вие велите ова расчистува една работа. Избори нема да има до 24 година. Можно ли е тоа да биде цел на една сериозна влада и парламентарно мнозинство? Видете, наша цел е стабилизирање на владата и мнозинството, бидејќи знаеме Зашто? Да преживеете еден евентуален ризик дека владата може да падне? Не, зајакнување на владата за да може да влеземе во оваа година, која што е, нели, крајна година од овој мандат, во реформи, во стабилизација на државата од тешки кризи кои што траат една по друга
и здравствена, и економска, и енергетска 3 години и обезбедување на еден блок за европска иднина, односно за Европска Македонија, кој што треба да ги донесе потребните реформи, да го комплетира скринингот, да направи простор за натамошната фаза од преговорите и да создаде услови за двотретинско мнозинство во собранието за неопходните уставни измени. Вербалниот арсенал кој би требал да се искористи, да не дели, туку некако да успее да најде заеднички именител, не е вербален арсенал кој што го користи веќе, можам да речам, и СДСМ. Ако досега сте велеле дека тоа што го добиваме како ехо од опозицијата е недозволив наратив, сега веќе нема одстапка дека во истиот филм сте и вие. Ако барате 80 за европскиот пат и велите, па добро, ајде, вас ве пишуваме како националисти, како луѓе што стојат од другата страна на европскиот пат, тогаш за 80 вие би направиле микс од европејци и националисти само да го постигнете резултатот. Вашиот јазик станува сега веќе пречка кога ВМРО-ДПМН решива потполно да ја затвори вратата. ВМРО-ДПМН има затворено вратата подолго време. Јас лично во службено својство сум се обидувал повеќе пати да разговарам со нив на околу заживување на Националниот совет за европски интеграции, околу отварање диалог таму каде што опозицијата има председавач и каде што може да ја наметне агендата и дискусијата. Имавме лидерска средба организирана од премиерот Ковачевски, каде што исто така се отворија теми и можности како може да се дојде до соработка. Ние минатото лето во клубот на пратеници имавме разговори со опозицијата околу заклучоците кои што можеа тие да ги предложат или да ги дополнат за да се зајакне улогата, нашата државна национална улога во наспроти францускиот предлог и наспроти Бугарија. Сите тие шанси ги пропуштија. За жал, пак ќе кажам за жал, но вратата за разговор никогаш не е затворена. Имате дефиниција дека не можеме одбивавте да бидат дел од решението постојано. Тие одбиваат 5 години да бидат дел од решението. Ние имавме, ако се сеќавате 2018 пред референдумот, лидерска средба на која што Мицковски побара 2 работи како услов да учествува на референдумот. Тоа беше председател на Државна изборна комисија и тоа беше враќање на пржинската влада. И двете ги доби и на крајот го бојкотира референдумот. Значи тој не е искрен однос, а денес за да се дефокусира од темата на разговор и диалог и под кои услови би можеле да поддржат уставни амандмани за преговарачката, кои произлегуваат од преговарачката рамка, постојано повторуваат и барање за предвремени парламентарни избори, со секоја година некоја нова илузија, заблуда, како сакате кажете, дека еве само што владата не паднала. Ние секоја година, 2 пати годишно, имаме гласање за доверба на владата, што ќе признаеме дека не се случува често во демократија. Кажете ми кратко, дали од искуството што го имате во решавање на некакви големи, прилично турбулентни внатре прашања кои има тој експлозивен момент да делат, да создаваат конфузни наративи, чувствувате како човек со искуство, делумно вина дека тоа што се случуваше минатото лето можеше и подобро, можеше и поконсензуално, можеше и поотворено, да не добиете еден наратив кој што се турка од тоа лето и продолжува сега како прилично затворен наратив кон кој вие не можете да пристапите на ниеден начин со деконструкција. Тоа се билатералните прашања влегоа во преговарачката рамка. Историјата е директно во преговарачката рамка, без напредок на тоа. Вие фазата кога можеше да се биде отворен ја препуштивте поради, како рековте, некаков договор, savет за молчење, за да можат бугарите да ја завршат работата. Видете, кратко само кажете ми дали чувствувате дека тоа е момент кога бевте под ниво на предизвикот? Не се согласувам, бидејќи сега после можеме ние секако да кажеме дека сме можеле подобро. Меѓутоа во тој даден момент ние имавме една понуда која што најпрво ја одбивме, а при тоа бевме замолени да не кажуваме јавно дека ја одбиваме се додека не се изјасни Бугарија. При тоа, да не забораваме, Бугарија беше во контекст во кој што падна владата на Петков и во кој што во еден момент никој немаше мнозинство во собранието и баш во тој момент се донесоа определени заклучоци.
Така што комплексноста на ситуацијата го наведа тоа така. Денес да сме повторно во таа ситуација сигурно би одиграле подобро, но ние во моментот кога го одбивавме првиот француски предлог и баравме измени во него, имавме можности и имавме консултации со повеќе политички фактори во државата кои што беа во тек. Може би не веднаш и колку што сакале, меѓутоа беа во тек. Господине Маричич, денеска сите имаат некаква дефинитивна перцепција околу тоа. Се разбери, на избори се оди со перцепции, особено кога веќе си ја затворате главата од третманот на овие теми, така како што сте го создале наративот во својата глава, така тој продолжува да живее, а вие немате особен успех на симнување и поедноставување на приказната. Денеска предпоставам да анкетирате било кој, нема да ви рече дека ништо од историската комисија не може да биде произведено ако сите до еден од 7 од македонската страна не гласат за. Без да има препорака на комисијата, меѓувладината комисија не може да донесе заклучок. Без носење заклучок не може да се тргне во операционализација која е најчесто 2 годишна, дури и во протоколот. А и да го донесе не значи дека владата и по дефолт најзначајното, ниеднаш не слушнав од ниту еден представник на владата, затоа што сега најголемиот дел од македонците сметаат дека ние се вовлековме во ситуација во која одредница за успех ќе ни биде имплементацијата на договорот со Бугарија, иако повеќе од јасно дека преговарачката рамка подразбира дека ЕУ нема да создаде ново тело за мониторинг и дека тоа што веројатно ќе се споделува ќе бидат записниците, односно протоколите кои што мора да ги потпишат двете страни, односно двете влади. Но тоа битно ја менува представата кога луѓето велат, значи сега дозволивме тоа да ни се пренесе таму. А всушност само дозволуваме увид во тоа што и понатаму ќе го работат на реципрочна основа со одлука во историската комисија барем 7-7 мора да гласа за да може да се произведе. Ние ова, јас ова го многу пати го повторував летото, бидејќи не бевме многу луѓе кои што го браневме францускиот предлог во јавноста. Тој секако не е идеален, меѓутоа нам ни дава шанса во многу точки да бидеме на паритетна основа и на реципрочна основа со Бугарија и да действуваме реципрочно. Особено историската комисија сметам дека ни е голема предност, затоа што таму седат стручни лица кои што не можат политичарите да им диктираат и никогаш не им диктирале што да кажат. Впрочем, таму беше член и господинот Георгиев, кој што оди сега на партиските трибини на ВМРО ДПМН и тоа беше член на покана на владата. Самиот замина, откако тие 4 текста кои што се усогласени ги потврди. Значи, текстот за цар Самуил, текстот за Кирил и Методи, кој сакате одберете, тој е потврден од представникот, предлогот на ВМРО ДПМН во таа комисија. И ден сме отворени таму да седи некој на предлог на опозицијата, без никаков проблем. Затоа што сметаме дека историските прашања треба да се решат од нашите историчари, сите да го потврдат тоа и да имаат аргументи и државата да стои позади нив, а не да бидат обвинувани дека се некакви предавници или продаваат историјата, да имаат аргументи да во разговор со бугарските историчари да дојдат на некоја заедничка основа за некои прашања за да ги залечат односите кои што се видно нарушени. Го препрочитував за ова интервју протоколот што предизвика толку многу бура. Повеќе се, не знам на кој мислите. Овој последниот, лето, последниот, не тоа од 2019, овој последниот кој што сметаше јавноста дека кога не го објавувате, значи во него нешто пишува страшно. Се обидов да ги прегледам обврските кои што ги превзема, иако да речеме не се среќаваат и не прават протоколи со записници со фреквенција со која предвидува договорот. Тој вели дека еднаш годишно се состануваат комисиите, тоа не се случува во таква фреквенција, но истекуваат роковите за некои од обврските кои што ги превзеле, па ние не гледаме дека бурата е по тој основ. Полемиката Македонија-Бугарија се одвива во еден Хајд парк во кој учествуваат од председатели, општествен полусвет, историчари, актери на социјалните медиуми, но во основа ниту едната, ниту другата страна, да речеме, не зборуваат за имплементацијата на протоколот. А тој беше представен како најстрашното нешто што ќе ги урне македонските позиции. Ние и тогаш и сега го кажувавме истото. Ниту еден протокол, ниту еден документ
не може да ниту да ги наруши, ниту да ги направи односите. Впрочем, добрата волја и дали на вистина има добра волја, меѓусебно почитување, тоа е основа на се. Ние ако го фатиме сега и Преспанскиот договор, сигурно ќе најдеме елементи кои што не се применуваат доследно или навремено. Меѓутоа, духот на тој договор живее во тоа дека ние градиме пријателство и дека меѓусебно се почитуваме. Суштинскиот проблем со Бугарија е тоа. Мислам дека и политичарите од таа страна, нашите секако во најголема мера се коректни, особено официјалните лица, владата и државата, до сега ние не сме биле причина за провокација. Меѓутоа, изјавите на Џамбаски, изјавите на други политичари, кои што патем речено Костадинов, кои што патем речено во Бугарија не се толку популарни колку што се кај нас. Пример, Костадинов, не знам зашто ни една телевизија или ни еден медиум кај нас не пренесе дека го викаат Коста Копејкин. Во Бугарија многу медиуми, како алузија на неговото на руското влијание врз неговото политичко дејствување. Значи имаме политички фактори кои што намерно влегуваат во провокација на македонците и на Северна Македонија за да испровоцираат наша реакција, за да тоа биде тема во Бугарија и за да се направи. Видов една изјава Но ние сме должни да го чуваме нашето достоинство и при тоа е тоа возможно и да го чуваме нашето достоинство и да градиме пријателство по овие документи. Ако се споредуваат тој што сака да чита обврски кои што се превземаат, тие на крајот и не мора ништо да значат. Во последниот протокол се обврзуваат за подинамично работење на историската комисија. Некој би рекол, еве готово е, се договараат да продадат се. Во основа, дали има 10 состаноци, тоа не имплицира колку препораки ќе има. Може да има 3 состаноци, да има 5 препораки. Апсолутно. Тоа не може да ја одреди динамиката на базичните тела кои треба да ги завршуваат работите, после што чие завршување следува имплементацијата. Видов една изјава на Кирил Петков, кој што веројатно во желба да го афирмира своето искуство околу овој проблем, реферирајќи се на новата ескалација на меѓусоседните односи, повторно го бара истиот рецепт, да се вратиме на добрите патеки на партнерство во работи кои можеме да ги завршиме за иднината, за да на некој начин го деескалираме овој единствен и непродуктивен филм. Во овој момент тоа веројатно е невозможно. Ова техничка влада ниту го има тој капацитет, ниту веројатно интерес тоа да го направи. Но веројатно во зависност од распородот на силите, можеби таквиот концепт повторно ќе се актуализира и ќе бидеме во некаква подобра ситуација. Што не ги исклучува искричењата, тоа нема дилема. Јас учествував директно како копредседавач на една од работните групи и можам, четвртата мислам беше, и можам да ви кажам дека таквиот концепт на вистина даваше добри резултати. Она што за жал по мене е и крупна и клучна грешка од бугарската страна, тоа е посетата на Петков на отварањето на клубот Ванчо Михајлов во Битола. Тоа беше пресвртната точка која што ги одведе работите во еден погрешен правец. Инаку сметам дека до тогаш имавме сериозни резултати кои што ја сменија перцепцијата за Бугарија во Северна Македонија и обратно и ги зближија и народите и владите за да можат да решат проблеми што се од животно значење, да решат инфраструктурни проблеми што уште останале од студената војна, како што е патот и железницата, и да олеснуваат и со голема помош на Илхан Ќучук, европратеникот, кој што треба да му заблагодариме јавно, но после тој момент имам впечаток дека контролата врз ова прашање од страна на Бугарија превземаат политичките сили кои што беа против договор, односно за вето. Господин Маричич, опозицијата не крие дека имате забранет пристап до нивните пратеници, дека тие имаат нотарски депонирани изјави и дека до 80 нема шанси да стигнете. Опозицијата додава еден став дека всушност да се менува уставот значи да се добие изборен мандат и во таа смисла вели за оваа прашање што мислиме ќе ви кажеме во изборната програма за следните избори. Мислам дека тоа дури наизуст сме го научили, така беше и за договорот за името. Што мислите по тоа прашање? Прочитете на 46-та страница на преродбата на ВМРО. Во 100 чекори. Тоа е директно спротивно
на вашите тези и очекувања дека решението мора да дојде пред изборите, за да не ги контаминира изборите со единствената тема. И тоа е сега прилично голема разлика. ВМРО не крие дека всушност сака целиот наратив да го покрие нивниот од до изборна победа, како што велат. И претпоставам дека од таму е невозможно да се направи компромис. Колку ви се прифатливи овие тези дека, иако по устав знаеме зашто се имаат овластување пратениците и ние треба да имаме памет кога одиме на избори да гласаме, наспроти сега ова излечен екстракт без изборен мандат, вие не можете да одлучувате за уставни промени. Јас ќе споменам два примери од минатото кои што директно одат против овој наратив на ВМРО и ги демантираат, бидејќи во минатото тие правеле работи кои што биле вон или не спомнати во нивната изборна програма или пак не правеле работи кои што биле спомнати. Првиот пример е обидот на ВМРО ДПМН да го измени уставот во 2014 година од позиција на влада, кога некаде 8 месец, август месец, тогашниот премиер Груевски објавува иницијатива за уставни амандмани на 3 суштински прашања. Тоа е прашањето за воведување на така наречени финансиски зони или офшор зони во тогашна Република Слободна Македонија. фискална зона, добро. Макао во Скопје. Да, благо речено, слободна фискална зона. Второто прашање за да се нели прикрие вистинската намера за слободна фискална зона е она прашање за уставна тужба, можноста за обраќање до Уставниот суд директно со тужба за одредени прашања, и третото исто така за да се прикрие се даде и идеолошка димензија е дефинирање на бракот како заедница меѓу еден маж и една жена. Тоа знаете, Владко Ѓорчев беше главен промотор на таа идеја. И при тоа ништо од тоа, освен идеолошката позиција за бракот, ништо од тоа не беше спомнато во политичката програма на ВМРО ДПМН за изборите 2014 година. Се сеќаваме дека имаше заедно со претседателските 2014 и парламентарни избори кои што ВМРО ДПМН ги доби, кои што беа оспорени од нас како партија во тоа време и од кога што започна парламентарниот бојкот, но веднаш потоа со опозиција која што го напуштила парламентот и со ситуација во која што никаква предходна најава немало во програмата предизборна, Груевски предложи тогаш уставни измени. Среќа тоа не се случи, прво заради тоа што... Не се случи, сте заборавиле. Дури на првото гласање имаше 82, па имаше јавна расправа, па можем да речеме дека се сеќавам во јавната расправа, например, една од поинтересните, оние што ги интересира и може да видат, една од поинтересните сумирања во јавната расправа ги правија Пасиев на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Учествувавме јас и професорката Силјановска на една дебата за тие уставни измени. Тогаш... Но сакам да речам, претпоставам дека сметате дека се тоа тогаш е во ред. Успевате да добиете 82, отварате устав, затоа што е тоа право на пратениците, но на второто гласање со 82 дуи се премислува и така не завршуваат уставните промени. Да, и во меѓувреме стига мислењето на Венецијанската комисија дека концептот на слободни фискални зони е опасен концепт за една европска држава што сака да биде во Европска унија и дека демократскиот амбиент на напуштена парламент, напуштен од опозицијата не дава основа за... Сега кратко, политички. Дали вие ќе одржувате во јавниот простор секој ден само еден наратив, како да нема владата друга работа, како да нема други цели што треба да ги исполни, уставните промени, уставните промени, уставните промени, уставните промени? Не, јас пред да одговорам сакам вториот пример да го кажам бидејќи е врзан со ова. Вториот пример е референдумот за спорот со Грција. Се сеќавате дека Груевски го бетонираше сопствениот став и ставот на ВМРО ДПМН во изборна програма. Во изборна програма дека било кое решение после 2008 и ветото во Букурешт, било кое решение со Грција мора да го валидира народот на референдум. Тоа беше толку силна позиција што влијаеше на нас како партија, на СДСМ, да и ние тоа го вметнеме во програмата како ветување. Кога дојде ред во 2018 година да се организира референдум за ова прашање, ВМРО ДПМН најлицемерно го бойкотираше. И затоа мислам дека овие два примера укажуваат на непринципиелноста на ВМРО ДПМН кон овие
крупни прашања, дека секогаш биле склонни на бегање од одговорност или пак на ненајавување на крупни одлуки на своите гласачи, на што сега се повикуваат. Сега на прашањето. Ние не мораме и не треба цело време да повторуваме уставни измени, бидејќи уставните измени може да се случат само ако 80 пратеници гласаат за тоа. Ние сме во ситуација каде што прв пат картата за блокада е во наши раце. Оваа година е последната година од мандатот на оваа Европска комисија. Во мај наредната година има европски избори за Европски парламент. После тоа 6 месеци трае воспоставувањето на новите европски институции за наредните 5 години. Исто така и во Соединетите држави има на крајот на наредната година избори. Има и кај нас. Ние можеме да одлучиме дека ќе го фатиме возот заедно со Албанија и ќе влеземе во групата на 4 држави, бидејќи сега јас имам прилика да читам многу анализи и достапни и недостапни на јавноста. Сега се прави таа класификација на 4 плюс 2. 4 држави кои што преговараат со ЕУ, Србија, Црна Гора, Албанија и Северна Македонија, и 2 кои што се сметаат за тешки случаи ќе почекаат, не би влегле во оваа категорија. Тоа се Косово и Босна и Херцеговина. Наша е одлуката дали ќе бидеме во првата група од 4 кои што со сите проблеми, а може би ќе бидат 4 плюс 4 со Украина и Молдавија. Се разбира. Тоа е сега да не отвараме, пошто за тоа можеме 2 сати да разговараме, но поделбата на Западен Балкан е 4 плюс 2, плюс Украина и Молдавија, значи 6 плюс 3, бидејќи Грузија е малку поназад. Ние треба да одлучиме. Во нашиот парламент е одлуката, бидејќи во условите во преговарачката рамка се тие. Тие се и за Србија со 35-то поглавје Косово. Гледаме дека и денес не можат да се ослободат од тоа и мора да најдат решение. И работат на наоѓање на решение што е одговорно, без разлика на сите проблеми. Исто и Србија беше ставена во таква ситуација и потешка според нас. Замислете ние да прифатевме, бидејќи оригиналната идеја на Бугарија беше токму тоа, да има 35-то поглавје и во секој момент да може да има бугарско поглавје практично. Ние тоа не го дозволивме. И затоа велам, по тие услови ние прифативме, имаме преговарачка рамка, ги почнавме преговорите. Дали ќе влеземе во категорија на држави што ќе влезат во Европската унија при наредното отварање на вратата, или ќе останеме во категорија на проблематични држави кои што кој знае кога ќе влезат, ако влезат некогаш. Со фабричка грешка, држави со. Тоа е одлука наша, автентична, домашна. Прв пат картата за блокирање не е ниту во Грција, ниту во Атина, ниту во Софија, ниту во Париз, ниту во Хаг, ниту во Брисел. Прв пат е во Скопје. И наша е одговорноста, наше е прашањето на сите партии, а најмногу на ВМРО ДПМН, бидејќи во моментот се против, како ќе одлучиме и дали ќе одлучиме. Тоа не значи дека ние треба се на Бугарија да ја аминуваме и да прифаќаме. Не. Ние треба да се грижиме за нашите интереси, за нашето достоинство и покажавме на 4 февруари дека тоа знаеме да го направиме. Овде правиме втора пауза за реклами. Преговараме или не е дел на политичка полемика во телевизиски студија кога се ВМРО и СДСМ. Како контролно се обидов да проверам, тие што не учествуваат во нашата полемика, што велат во Албанија, иако сме сега во истата фаза и процесот, велат преговараме. Тоа кога ќе ги отвориме поглавјата е дел од преговарањето, меѓутоа и оваа скрининг фаза е важниот дел. Велат дека се држите во рамките на предвидената динамика, завршен е објаснувачкиот скрининг за 3 кластери и билатералниот скрининг за фундаменти. Бидејќи немаме многу време и не да објаснувате за тоа, би било интересно опозицијата повеќе да интересира, например, вашата амбиција дека ќе дефинирате 3 патокази: администрација, владење на право и функционални институции. Кога ВМРО смета дека доаѓа на власт, ова би било едни од важните обврски зашто ќе го определат владењето во некои важни работи, особено да речеме што ќе напишете во одредниците за администрација, ама не сведочиме на таков интерес. Мене ми е жал што е тоа така, иако јас реков се обидов да обрнам внимание на неколку видни луѓе од ВМРО ДПМН на ова, бидејќи до јуни ние она што го очекуваме е некаде во март или април Европската комисија да ги испрати извештаите од скринингот за двата крупни кластери: фундаменти и внатрешен пазар.
да ги испрати до Советот на министри, а Советот на министри некаде најкасно во јуни да не повика нас и Албанија да ги испратиме трите патокази, владење на право, и реформи во јавна администрација и демократски институции и за нас плюс акцијскиот план за малцински права. Тие патокази се толку важни што таму треба да се најдат обврски за наредните 7 години до членство. Значи не за наредната година 2-3. Вие велите 7, тие не велат од другата страна 7, него велат до членство. Еве, нека бидат 10, 15, се едно. Обврските до членство. Значи тоа се документи кои што се утврдуваат тогаш, значи оваа година и ќе важат до крај. Затоа е многу важно опозицијата да се заинтересира, затоа е многу важно парламентот да се вклучи. Јас бев на неколку седници и на Комисијата за европски прашања и на Националниот совет за да укажам дека сме во таква фаза во која што е важно сите да се вклучат, затоа што после ќе биде доцна ние да коментираме кога веќе ќе ни бидат утврдени обврските и изгласани на Советот на министри на Европската унија. Затоа работиме, еве веќе формиравме некои експертски групи по овие теми. Тие експертски групи ќе ги работат патоказите и ќе дојдат до некоја листа политичките, крупните политички обврски на владата и на државата до членство во овие области. Тоа што го гледаме сега во собранието, кој требаше да изгледа како некаква математика, 8 се секако повеќе од 3, ќе видиме на крајот во каква бројка ќе застане, ќе заврши. Со некаков банкарски јазик, вие се обидувате сега да направите докапитализација при очигледна загуба на пазарната вредност на срцето на оваа коалиција, тоа е СДСМ. Дали нагазувајќи со овој наратив на проевропски фронт, Македонија, кој го опишувате овој потек, всушност сметате дека тој нема веднаш да биде преведен, толку ли е страшно со овој СДСМ кога е решен да се спои со сите албанци само да се обиде да успее да сочува власт. А при тоа, на првата шанса веќе губи еден од партнерите за таа европска алијанса, тоа е заминувањето на алтернатива во опозиција. Нашата задача е да ја спасиме европската иднина на држава. Да обезбедиме подобро денес во тешки услови на криза и да ја обезбедиме да не пропадне европската иднина на државата. Ние можеме и многу неодговорно да се понесеме и да изгубиме уште 10 години на овие теми. Верувајте, многу е примамливо да кажеме, бидејќи за нас е мачно и не е воопшто едноставно, да влегуваме во овие предлози француски, во овие патокази, кои што ќе не стават на шини, кои што многу тешко се излегува. Тоа се шини кои што ќе ви ги извадат сите слабости на површина во државата и во општеството. И наместо тоа, ние се занимаваме се уште со прашањата дали сме за ЕУ или не суштински. По мене тоа е вистинското прашање. Затоа што еве да речеме, по мене е логично, наместо 5 дена да дискутираме за избор на нови или за разрешување на некој министар, било кој, да разговараме што се барањата на ВМРО ДПМН од работите што секојдневно ги зборат во парламентот или во јавноста, што тие сметаат дека треба да влезе во патоказот за владење на правото. Дали поинаку да се избира обвинителот? Дали поинаку да работи организиран криминал? Дали поинаку да функционира оделението во судот за организиран криминал? Дали да разговараме за како да биде подобар кривичниот законник или пак законот за кривична постапка за да не застаруваат некои кривични дела што денеска застаруваат на голема реакција на јавноста. Затоа мислам дека наместо да се занимаваме со тие суштински прашања кои ќе вратат довербата не само во СДСМ, туку во политиката и во институциите, ние се занимаваме со тоа дали ќе го исплукаме денеска Маричич, Ковачевски или било кој друг во собранието. Само кратко, сосема сме сега на крај. Што надодава на намалувањето на пазарната вредност на секоја партија и влијае на тоа граѓаните да сметат дека е бесмислено да се учествува политика. Јас мислам напротив дека на тоа треба да се одговори со проактивност. Ние сме должни да учествуваме, ние сме должни да се бориме и должни сме да обезбедиме европската еднина. Јас не би можел да се простам ако изгубиме уште 10 години на истиве теми и ако треба по 10 години да седнеме повторно да гледаме некави патокази, а сме можеле тоа да го направиме во 23-та. Само буквално во 30 секунди. А со ВМРО ДПМН се разидовте во тајмингот.
Упатените се убедени дека ВМРО ДПМН, како и Никола Груевски со Кашките случаи, ќе ја завршеше работата за уставните промени, ако тоа не значеше да загуби на ресурсот на избори. Понудата прво избори па потоа решение е единствената суштинска разлика со СДСМ, тие велат нарцисоидните кои сакаат до последен ден да го користат мандатот и затоа можеби во ноември ризикуваме да ја загубиме приказната во 30 минути. Мислам 30 секунди. Напротив, ние не бегаме од одговорноста, ВМРО ДПМН не бега од одговорност. Тоа е суштината. Ние отворено им кажуваме на граѓаните. Не чекаме да дојдеме на власт за да ги решаваме проблемите. Тоа, јас знаете зашто не верувам дека ќе го направи ВМРО ДПМН дури и да победи Па да на речеме, изборите. можеби очекуваа дека кога Заев констатираше дека е психолошки скршен одватре во интервјуто за Нью Йорк Таймс по француското вето и рече немам избор, ова ќе ги радикализира националистичките струи, одиме на избори, тоа беше првиот договор со Христијан Мицковски. Сега вие сте отприлика во истата ситуација, но не сте тој политички камиказа како Зоран Заев и велите, ма какви избори, си чекаме редовен термин, а вие ставете се на линијата на европскиот успех и тука е проблемот и ноември веројатно ќе биде пропуштениот. Минатата година е првата година кога не сме имале избори и мислам дека тоа и даде некоја стабилност на државата да може да функционира нормално во услови на криза. Работата е што ВМРО ДПМН ниту по изборите нема да биде подготвено да го направи тоа. Јас се сомневам. Затоа што 10 години го правеа истиот наратив, истата заблуда во спорот со Грција. 10-11 години. Господине Маричич, нашиот термин за вечерашново интервју помина. Се надевам дека веќе утрешниот ден ќе даде шанса и околу прашањата за Страсбург да видите и поинтересни детали во анализите како стигна судот до ваква одлука и што беа позициите на двете страни и на одбраната и на апликантите. Ви благодарам што вечерва бевте со Вин-Вин и останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Пријатно.